Добар ден на сите. Прво, една голема благодарност до Македонската берза, директорот господин Иван Штариев за поканата да учествувам на оваа конференција. И честитки за успешно организираната конференција со најголема посетеност до сега. Се надевам дека следните години ќе биде уште помасовна. Едно кратко прашање би поставила колку од гледате темата. Колку од вас присутни во публиката користат редовно, да речам секојдневно, дигитални плаќања со телефон? Електронска трговија, мобилно банкарство? Супер. Но реалноста во оваа сала е малку поразлична од пошироката македонска реалност. Ако 90% од работодавачите глобално бараат во моментов, во 2025 година, бараат вработени со добро развиени дигитални вештини, 85% и повеќе од македонските компании се уште работат на традиционален начин, односно како пред 10 години. И токму за ово јас ќе зборуваме денеска, односно ќе зборуваме за што е тоа дигитална трансформација, една многу актуелна тема. Ако можам да кажам малку погрешно разбрана, и затоа мислам дека вреди малку внимание, барем 15 на минути, малку подетално да позборуваме за што значи дигиталната трансформација. Дигиталната трансформација значи не е технологија, туку е промена. Нема да зборуваме за софтвер, туку ќе зборуваме за луѓе, и нема да зборуваме за иднината, туку ќе зборуваме за денес. Затоа што дигиталната трансформација веќе се случува околу нас, без разлика дали ние сме подготвени или не. Што е всушност дигиталната трансформација? Сите мислат дека тоа е можеби купување на нов софтвер, развој на Инстаграм страница, веб страница и слично, или дигитализирање на документи. Меѓутоа, дигиталната трансформација не е тоа. Тоа е кога целата организација, од раководството и од менеджментот до најниските оперативни функции, почнува да размислува и да работи на сосема поинаков начин. Или како една поубава дефиниција, дигиталната трансформација е стратегиски процес на фундаментална промена на начинот како организацијата работи, создава вредност и се поврзува со клиентите преку интеграција со дигитални технологии. Тука би го спомнала примерот со Netflix. Netflix не ги дигитализираше DVD-ата, тој ја промени целата индустрија. Креира содржини, персонализира понуди за она што сакаме да го гледаме, значи од компанија за изнемување на филмови стана ентертејнмент платформа. Или тука би спомнала уште еден пример од нашето поблиско окружување. Тоа е технологијата на Касис, која Касис ја развива за виртуелна картичка. Што значи тоа, кратко кажано? Ако моментално одите во банка и за да добиете картичка, треба да пополните апликација, таа апликација да се isprocesира во банката, потоа картичка да се ispersonalizира, вие да се вратите дома, да почекате, па повторно да се вратите во банка, и тој процес трае околу 7 до 10 дена во просек. Оваа нова технологија која што Касис, компанијата од која што доаѓам, ја развива за банките и финансиските институции, значи да од вашата мобилна апликација, од удобноста на вашиот дом или било каде, можете да пополните апликација за картичка. Целиот процес да се заврши во рок од неколку минути, и веќе картичката после овие 2-3 неколку минути да можете да користите онлайн или преку дигиталните паричници на Apple Pay и на Google Pay. Ќе дадам уште еден друг личен пример, само за да го прошириме контекстот за дигитална трансформација. Минатата година, кога се запишав на програмата за сертификација, јас сум инаку и сертифициран експерт за дигитална трансформација преку Австриската стопанска комора. Кога се запишав на оваа програма, една пријателка ми даде коментар: зошто се запиша, ти си електроинженер, веројатно се знаеш, се ти е познато, нема потреба зошто да учиш. Меѓутоа, оној, да речам, погрешно разбирање зошто дигиталната трансформација се смета дека IT процес е сосема погрешен, би рекла. Тоа е повеќе, јас како што сакам да кажам, бизнис процес,
целата дигитална трансформација и стратегијата за дигитална трансформација која што компанијата ја прави, треба да биде тесно усогласена со бизнис стратегијата и со корпоративната компаниската стратегија, како компанијата создава вредност. Како создава вредност за клиентите преку подобрено корисничко искуство, како создава вредност за своите соработници преку поефикасно и потранспарентно работење, како создава вредност за вработените преку зголемен engagement, подобрување на работните процеси и секако нели за сопствениците и акционерите преку зголемени приходи. Кои би биле трите еволутивни фази и ова се поими кои што многу често ги гледаме и ги мешаме и само на кратко ќе ги споменеме, меѓутоа има еволуција, дигитализацијата што значи? Дигитализацијата е претварање нели на нешто што е аналогно во дигитално, на пример документи што се во хартија, во PDF и во електронска верзија. Процесот на дигитизација, односно користење на одредени алатки за електронско водење на процесите и дигитална трансформација, значи целосно менување на процесот на работа на компанијата интерно или надворешно. Повторно преку еден пример, една електронска продавница која што за да може да работи, треба веб страна или мобилна апликација, дигитален маркетинг, ERP систем, CRM, AI чет-ботови и слично, значи нешто што е многу поразличен начин на работа во однос на продавниците во физичкиот свет. Кои се 4 столбови на дигиталната трансформација? Тоа е технологија, не значи дека технологијата треба само да ја имаме, туку треба да ја користиме паметно. И тука не станува збор само за алатки, станува збор за архитектура. Cloud first, API поврзувања, cyber security и модерни платформи за автоматизација како што се robotic process automation и се повеќе нели зборуваната вештачка интелигенција. Податоци кои што треба да ги разбереме и да знаеме што ни кажуваат. Податоците мора да бидат квалитетни и достапни во реално време, да се јасни за собирање, складирање, анализа и визуализација. Луѓето кои што треба да бидат обучени и мотивирани. Ова вклучува преквалификација и реконфигурација на тимови, односно креирање на кросфункционални тимови, амбасадори за промени кои ќе ги движат промените во рамките на организацијата и лидерство кое е клучно за започнување на процесот на дигитална трансформација. И клиентите секако се 4-тиот столб кои со овие процеси треба да добијат подобрено корисничко искуство, омни-ченел или омни-канално искуство, што вклучува единствено искуство преку сите канали кои што компанијата ги нуди, како што се веб, физичкиот свет, физичка продавница, мобилни апликации и слично, потоа персонализирани препораки со помош на вештачка интелигенција и фидбек лупс. Сите овие столбови треба да работат синхронизирано. Некоја мала статистика какви се светските трендови денес. Значи 90% од глобалните компании веќе се дигитално трансформирани и тоа значи дека 9 од 10 ваши конкуренти веќе се нели се пред нас. Над 90% од работните места веќе бараат дигитални вештини, тоа значи дека нашите деца нема да имаат каде да работат ако не се подготвиме на време. Инвестициите во вештачката интелигенција во 2025 година се очекува да стигнат 1.5 трилиони долари, што е 3 пати од БДП на Австрија или 30 пати повеќе од нашиот целокупен БДП. И ова не е критика, туку се само метрики за тоа каде се движи светот. Кои се едни од поактуелните, нема нели доволно простор за сите да се споменат, меѓутоа поактуелните трендови во дигиталната трансформација. Клауд веќе спомнав. Cloud first архитектура, 95% од компаниите глобално користат клауд. Зошто? Поради флексибилност, скалабилност и трошоци. Наместо да купувате сервери за милиони, плаќате само за тоа што го користите. Наместо да чекате со месеци за нов систем, истиот го имате за часови или денови. Користењето на клауд истовремено и одговор на предизвикот со кој што компаниите се соочуваат со недостатокот на IT кадри со соодветни вештини. Вештачка интелигенција и автоматизација, буквално насекаде. Не зборуваме цело време за роботи, нели? Меѓутоа зборуваме дека веќе секоја апликација што ја користиме има во себе AI.
Gmail на Google знае дека нели кој мейл е спам. Netflix знае што сакаме да гледаме, а Amazon и пред нас знае што сакаме да купиме и да ни понуди. Податоците ги спомнавме, тие се нова нафта. Компаниите што знаат да ги користат податоците имаат огромна предност, меѓутоа не само да ги собираат, да ги анализираат, да ги разбираат и да донесуваат одлуки врз основа на нив. Омниканал, односно омниканален приод, клиентот не прави разлика помеѓу веб, мобилен и филијала, тој сака една единствена услуга да има насекаде. И безбедноста, сајбер безбедноста мора и треба да биде приоритет. Повеќе дигитализација значат повеќе ризици. Zero Trust архитектура, никому не верувај, се провери, постојана автентикација, минимум привилегии за пристап, континуиран мониторинг. Privacy by design, безбедноста не се создава на крај, туку таа се планира од почеток. Овие трендови имаат една заедничка нишка, а тоа е брзината. Клауд ни дава брзина во деплојмент, AI ни дава брзина во одлучување, податоците ни даваат брзина во реагирање. Омниканалот ни дава брзина во сервис, безбедноста ни дава брзина во оперување. Но каде се наоѓаме ние во однос на овие трендови? Навистина тешко ми беше да најдам статистики за Македонија, меѓутоа вака искуствено и од она што можев поописно да го најдам. Македонија во однос на сите овие трендови и клауд и AI решение и дата аналитика е во развој. Една посветла точка можам да кажам се дигиталните плаќања и електронската трговија, меѓутоа и тука многу заостануваме во однос на Европа, каде што 68% од картичните плаќања се безконтактни, а глобално во онлайн трговијата 49% се со дигитални паричници. А и во однос на регионот, една Србија, например, е пред нас. Албанија позади нас, ако нели е за утеха. И кои се главните предизвици со кои што ние и нашата држава се соочуваме и зошто сме тука каде што сме? Одлив на таленти. Нашите најдобри студенти најчесто заминуваат во Германија, Холандија, над 40% од IT позициите не се пополнети, секој програмер кој што ќе замине е изгубена можност за дигитализација. Финансиски предизвици, малите и средни предпријатија многу ретко и многу тешко одвојуваат средства за овие процеси. Најмногу од причина не разбирајќи го времето на враќање на инвестицијата, бидејќи тие сакаат сега и одма брзо, меѓутоа како што спомнавме, процесот на дигитална трансформација е подолгорочен процес каде што резултатите се гледаат за одредено време и секогаш на сите овие процеси во делот на дигитализација и трансформација се гледа повеќе како на трошок, а не како на инвестиција. Културни предизвици, отпорот кон промени е реален. Ние се од секогаш вака работиме, е стереотипна изјава во голем дел од компаниите, па дури во нашата. Стравот од технологија, стравот дека ќе бидат заменети, постои кај многу луѓе и секако регулаторни предизвици. Законската рамка заостанува позади технологијата, GDPR регулативата се уште е предизвик, регулаторни сендбокс за финтек компании се препотребни, меѓутоа ситуацијата е така како што е. Меѓутоа, имаме и добри примери, рол модели компании кои што му се истакнуваат со она што го прават. Повторно ќе кажам за Касис, го спомна виртуелната картичка. Дополнително ние, нашата компанија управува со најголемиот систем за електронска трговија не само во државата и во регионот. Имаме интегрирано повеќе од 1600 веб продавници и од Македонија и од регионалните држави. И моментално сме во процес на воведување на вештачка интелигенција за подобрување и автоматизација на процеси. Тука би ја спомнала и Комерцијална банка. Најновото од нив е дигиталниот паричник за Apple Pay и Google Pay, се навистина добар пример и двигател на пазарот, биометриска автентикација со OneID и Open Banking API решенија кои што овозможуваат развој на финтек секторот.
Владата, државата и владините институции се исто така добар пример и голем двигател во овие процеси и треба да биде така. Има дел од услугите тука ви се познати и овој тренд, да речеме, на електронски услуги треба да се подобрува и да се зголемува. Услуги е платформа која што нуди повеќе од 200 онлайн услуги за граѓаните. Имаат веќе 190.000 корисници, лани биле околу 90.000. Имаат електронско плаќање на услуги и околу 9.100 трансакции месечно, што е околу за 800% изголемување во однос на претходната година. Министерството за внатрешни работи, онлайн закажување за документи, електронско плаќање исто така и мој термин за здравствени услуги, закажување прегледи, рецепт и електронскиот картон кој што е моментално во изработка и она што го имаме како најава, идната супер апликација која што ќе биде за сите граѓани, направена по примерот на украинската ДИА, која што ќе интегрира во себе лична карта, возачка дозвола и некои клучни услуги. Кои се наредните чекори и што е тоа што треба да правиме за да го премостиме ово јас и побрзо да го стигнеме светот и глобалните трендови. За приватниот сектор треба да се започне веднаш со мали чекори, но мора да се започне. Не треба да се обидувајте се да дигитализирате одеднаш, може да се почне процес по процес, секој еден процес месечно. Еден месец може и да се дигитализира, автоматизира процесот за фактурирање, следниот месец инвентори менеджмент, третиот месец customer onboarding и така натаму. Мали победи, мали чекори носат големи победи и креираат добра подлога за следните проекти. Инвестицијата во луѓе, значи втора клучна работа се луѓето. Најдобрата технологија не вреди ништо доколку нема вработени кои што ќе знаат да ја користат. Мора да се буџетираат обуки за вработени. Локални партнерства, креирање на партнерства со локални IT компании. Тие ги знаат спецификите, нашите специфики го зборуваат, нашиот јазик ги знаат, нашите проблеми и многу често се и поевтини од меѓународните консултанти, а често и подобри за локални потреби. И мислењето за враќањето на инвестициите, дека секоја дигитална инвестиција мора да има јасен бизнис кейс, односно што правиме и што очекуваме, да има јасни KPIs на крај, како да измериме. Значи колку време заштедуваме, колку трошоци намалуваме, колку нови клиенти добиваме. Значи ако не можеме да го измериме, воопшто не треба ни да го правиме. За јавниот сектор, приоритет број 1 интероперабилност. Граѓанинот не сака да знае МВР и катастар или да оди по институции, тој сака една услуга, сака да се обрати на едно место и да ги добие услугите што ги бара. Системите треба да зборуваат помеѓу себе и еднаш внесени податоци треба да се користат од сите институции. User experience или корисничко искуство, не правете веб страници што ги разбираат само програмерите. Правете ги прости како Amazon Shopping, јасни чекори, минимум кликања, instant feedback. Тестирате ги со реални граѓани, не со IT секторот. Јавни приватни партнерства. Јавниот сектор нема ни буџет ни експертиза за се. Креирајте партнерства со приватниот сектор, тие инвестираат, вие обезбедувате пазар, вин-вин модел за сите. Естонија вака стана дигитална нација. Change management, четврт приоритет. Најголемиот отпор, спомнавме, доаѓа од внатре. Државните службеници се уште се плашат дека технологијата ќе ги замени, меѓутоа треба да разбереме дека технологијата е тука на сите да ни помогне и да ни го олесни секојдневното работење. Брзи победи, значи треба да се изберат услуги кои што се едноставни за дигитализација, како што се потврди за живеалиште, потврди за работен однос, матични листови. Успехот со нив ќе даде можност и основа за потоа за дигитализација и на покомплексни посложени услуги. И општеството
Дигиталната писменост не е луксус, туку е основна потреба. Како што нели во 20-тиот век имаше кампањи за описменување, така во 21-виот век сега треба да има описменување, дигитално описменување. Значи почнувајќи од основно образование и продолжувајќи со lifelong learning. Различен пристап за различни генерации. За младите треба да има напредни дигитални skills, кодирање, вештачка интелигенција, cyber security. За средните генерации reskilling и upskilling во дигитални алатки за нивната професија, додека за постарите основни дигитални вештини за секојдневно користење. Стартап екосистем на кој што му треба поддршка и не само финансиска, туку и регулаторна. Регулатори сендбокс за финтек компании, даночни олеснувања за истражување и развој, бесплатни коворкинг околини, менторски програми, поврзување со регионални глобални мрежи. И секако задржување на таленти, значи да се обиде општеството да ги задржи младите да останат тука, односно да креираат услови како тие би останале, можност за иновации, флексибилно работење, работа со цел и со значење, бидејќи младите сакаат да работат на проекти кои што ќе го променат светот, имаат по широко значење. И регионална соработка, која што е клучна, заедничка дигитална агенда за Западен Балкан, споделени ресурси за поголеми проекти, хармонизирани стандарди, заедничка позиција кон ЕУ за дигиталните иницијативи. И иако со статистиките заостануваме позади светските трендови, сепак имаме свест дека мора нешто да се направи. Клучно е да ги искористиме силните страни и да ги надминеме слабостите. Доколку сериозно почнеме со работа уште денес, можеме да скокнеме директно на најновите технологии, додека другите се обременуваат со легаси системи. Предизвиците се реални, но секој предизвик е можност за оние што се подготвени. Недостиг на таленти е можност за преквалификација. Ниска дигитална писменост е можност за образовни програми. Неискористени услуги е можност за подобра промоција. Дигиталната трансформација не е опција, тоа е императив за преживување. Прашањето е не е дали, туку како, кога и колку брзо ќе се адаптираме. Не чекајте утре да бидете подготвени, започнете денес со она што можете. Малите чекори денес стануваат големи победи утре.